почитувани представници на медиумите, владата на Северна Македонија, предводена од оваа коалиција, во континуитет покажува што значи вистинска грижа за сите граѓани подеднакво. За 3 години направивме темелна социјална реформа со која социјалната помош ја зголемивме за 300%, а офатот на детскиот додаток од околу 3000 го проширивме на 65.000 деца. И во време на криза со коронавирусот продолживме со концептот парите назад кај граѓаните во изградба на држава која е праведна и правна за сите. Презедовме и ја реализираме обврската за лицата во социјален ризик, да создаваме услови сите тие да добијат кров над глава, сигурност и подобри услови за живот. Во овој момент во Пробиштип, Свети Николе, Неготино и Виница се градат згради со социјални станови, а готови се плановите за уште 8 вакви објекти во исто толку други градови во земјава, од кои повеќето ќе добијат за прв пат згради од социјални станови. Колку за споредба, во периодот од 2011 до 2017, односно за 6 години, биле изградени 678 стана, а во период од 2017 до 2020, за цели 3 години, се изградени или се во тек на изградба 897 станови. Во рамките на ова голема градежна офанзива, иницијатива во општина Бутел, во тек е изградба на најголемата социјална зграда со 312 станови. Социјалната зграда во Бутел со 312 стана ќе овозможи покрив на глава на голем дел од социјално ранливите категории. Градежните работи на зградата започнаа во март оваа година, а ќе завршат во март 2023 година. Вредност на објектот изнесува 441,5 милиони денари. Објектите од овој тип на градба ги организира АД за изградба и стопанисување со стамбен деловен простор, а особено внимание е обрнато на лицата со попречености, за кои се предвидени прилагодливи станови, соодветен пристап пред влезовите, како и посебни паркинг места. Со овие капитални проекти го враќаме достоинството на граѓаните, со социјални мерки за излекување на илјадници наши граѓани од сиромаштија, со решавање на стамбеното прашање на многу семејства. Ова е дел од нашата стратегија за зајакнување на ранливите заедници за квалитетен живот и способност за справување со пречки, се со цел поголема благосостојба на граѓаните. Владата на Северна Македонија презеде поголем дел од обврските на општините во реализација на овие проекти со цел да ја поддржи улогата на локалните власти во справување на сиромаштијата и социјалната обесправеност и за создавање на капацитети и ресурси во функција на градење на социјална кохезија. Го гарантираме правото на домување за време на кризата предизвикана од коронавирусот преку превенција на насилното иселување од домовите поради извршни наплати или активирани хипотеки на лицата кои претрпеле финансиски штети. Направивме пресврт и разлика од општество во кое се гази врз достоинството на луѓе, станавме општество во кое се помага на сиромашните и ранливите. Држава која се стреми сите да имаат и да уживаат еднакви права. Се грижиме и за здравјето на граѓаните со изградба на капитални инфраструктурни проекти и затоа продолжуваме да вложуваме и во јавното здравство. Општината во соработка со Министерството за здравство договори итна изградба на поликлиника и за таа намена се обезбедени средства од буџетот на Северна Македонија за изградба на нова поликлиника на територија на општина Бутел. Поликлиниката во целост ќе биде сервисирана од владата. Средствата ги имаме, се чека измена на деталниот урбанистички план, за да може општината да издаде одобрение за градба и да стартуваат работите. Новата поликлиника ќе ја замени амбулантата стара повеќе од 50 години, која е изградена во 1964 година како донација од државата Финска. Во општина Бутел интензивно и во услови на корона криза се работи на локалната инфраструктура. Во изминатиот период се пушти модерниот булевар Христијан Тодоровски Карпош. Во завршна фаза е реконструкција на улицата Александар Урдаревски во потегот на кружниот тек со улицата Боца Иванова до улицата Бутелска. Паралелно се работи на втора фаза од ново проектираниот булевар Босна и Херцеговина и на проширувањето на патот од село Бутел до Љуботен, кој ќе биде во должина од 6 км со дополнително проширување од 1 метар.
Поставена е комплетна водоводна мрежа во должина од 7,4 км со вредност од 115 милиони денари во индустријската зона во Избегово и во завршна фаза изградба на канализациони 2 краци во Избегово со вредност од околу 147 милиони денари. На крајот сакам да му честитам на градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски за одлични проекти за општината кои се во согласност со политиките на владата и кои ја заслужуваат поддршката во интерес на доброто и благосостојба на граѓаните на општината. Воедно сакам да ги информирам граѓаните на населбата Кучевишка бара и Бел Камен дека преку Министерството за транспорт и врски веќе се обезбедени финансиски средства и заедно Чучир Сандево и општина Бутел ќе започне постапката за избор на изведувач за градба на фекалната канализација која што до сега овие граѓани ја немаат. Благодарам многу на вниманието.